Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Секако брифингот до стабилизирање на политичката состојба е некако најпосветен на оно што ќе ни се случува во државата. Со мене во студиото мој денешен гостин е независниот пратеник Зеки Рамчиловиќ. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Утрински брифинг. Добро утро, добро најде. Прв пат во ова студио. Да. Во новата сезона. Господин Рамчиловиќ, што се случува во моментов во собранието, што се последните информации кои доаѓаат од внатре? Имавте ли некакви средби, некакви координации, што се зборува внатре меѓу народните избраници? Добро, ситуацијава така позната на сите, доста да кажеме неизвестна ситуација, она што на некој начин ги загрижува најголемиот дел од пратениците и бидејќи без разлика, барем тоа што имам комуникација, без разлика дали позиција и опозиција, е дека ваквата ситуација навистина е лоша за државата и за граѓаните со оглед на контекстот во кој што се случува, условно да ја наречам и уствари е политичка криза, но ете сите, барем јас ќе се обидам да бидам максимално објективен без разлика што доаѓам од парламентарното мнозинство, дека навистина ова ни најмалку не ни е потребно и верувам дека во наредниот период ќе и она интегритетот на пратениците ќе дојде на прво место, каде што буквално на прво место ќе ја става државата и граѓаните, а не оние мислам интереси кои што нормално да постојат, но не по секоја цена. Факт е дека партиите се борат за власт, меѓутоа кога немате предвидливост што ќе се случува понатаму, навистина ваквата ситуација доста оптимистички став за состојба во која што сме во една крајна непредвидливост, судејќи според последните информации кои доаѓаат од страна на сите политички партии. Постојано слушаме во изминативе неколку денови дека е собрано ново парламентарно мнозинство од страна на опозицијската коалиција, потоа владеачката коалиција тоа го демантира. Што се случува со пратениците, какви се овие пресврти од час во час, ќе кажам, затоа што имаше пресврти во текот на еден ден, така што неколку пати различни ситуации во текот на еден ден, но јас ги гледам нека може поинаку работиве и верувам дека без оглед тоа што е собрано, условно кажано, мнозинство кое што ќе изгласа недоверба на влада, таму навистина е собрано некако нешто што не може да се залепи, не може да функционира. Тоа и тие се свесни таму и само можеби некои поединци или одредени политички структури можат да имаат некој бенефит долгорочно, меѓутоа буквално сите губат. Затоа што не можете вие сега сакате да кажеме да рушиме влада и тоа да ни биде главната цел. Ако ни е главната цел да срушиме влада, тогаш која е поентата на нашето постоење на одредена политичка партија, кога нема предвидливост, кога без разлика кого и да земете, дали да земете ВМРО раководството или Левица или пак коалицијата Алијанса Алтернатива, кога викате дека целта да ја срушиме владата, да го срушиме режимот и слично таа реторика која што ја гледаме на медиумите и во јавноста, меѓутоа понатаму ќе видиме што ќе правиме понатаму. Не може да ќе видиме што... Никој не се осврна на тоа што ќе се случува понатак. Мислам, која е логиката и сега тука е по мене главното прашање. Ако веќе ти си свестен на почетокот дека не можеме ние заедно да функционираме, што правиме тогаш? Мислам, која е поентата, која е целта? И јас заради од тие причини верувам во интегритетот и на пратениците, во демократскиот капацитет, бидејќи сосема други основи се, не викам дека не е легитимно, секој пратеник може да се одлучува сам. Си има, да кажеме, и своји видувања на ситуацијата, своји принципи, сите работи, значи, го оставам од тој дел. Меѓутоа, кога сте во ваква ситуација, кога немате, ова по мене нема цел. Значи, не е нешто што е во интерес на државата и граѓаните. Добро, барем не го кажа, дека нивната цел е да се сруши владата. Ама ако е тоа да, и што понатаму?
Што понатаму? Утре е закажана веќе седмицата, така? Да, меѓутоа не сум слушнал никој од медиумите нешто посебно да се посвети на тоа прашање, да ги бидејќи што понатаму, да, ќе се обидеме да формираме, ако не се обидеме, ќе видиме мислам, така не се работи за партии кои имаат сериозен демократски капацитет и кои што имаат каде што државата им е на прво место. Навистина. Од сите можни сценарија кое очекувате најмногу да се случи, и спикерот во текот на вчерашниот ден даваше изјави за уште едно исто така можно сценарио во кое што наредни неколку месеци доколку се изгласа доверба на владата не би имале право да бараат повторно гласање недоверба. Од друга страна се уште тврди опозицијата дека има доволно претеници за да... Па добро, тука сега се појави, мислам, од вчера една неизвестна ситуација. Прво беше известно дека нема, и тоа јавно, дека нема парламентарно, значи, мнозинство кое што ќе подржи недоверба на влада, со оглед на тоа дека навистина, прес како реков, таму има нешто што буквално не може да биде заедно, не се лепи, неприродно е. И сега од таа страна тоа беа и причините да бидат заедно некој што да антизападен и прозападен блок, да кажем, и од тоа страна. Некој е против НАТО, друг е за НАТО. Против законот за јазиците, против Охридскиот договор. И да не набројувам други примери, какви разлики има таму помеѓу тие политички партии и пратеници. И сега, од друга страна, излегува ситуација кај што да, ќе повлечеме таа иницијатива, ќе ставиме друга иницијатива каде што токму името на лидерот или двајцата пратеници од Левица нема да бидат на листата кај што ќе бидат пратениците од Алтернатива, која што и по мене логично, мислам, не можеш, јас ако нешто имаме сосема различни видувања за одредени работи, да бидеме заедно. Сега тука е таа дилема. Така и Левица и ВМРО имаат различни ставови. Меѓутоа, мислам, за тоа реков сите, но примери има многу, цела емисија да се посвети на тоа, може да се прави, може да се анализира. Но она што го поставивте како прашање, тука се поставува таа дилема. Доколку, значи, председателот е должен да ја отвори седницата утре. И сега, ако ја повлеча таа иницијатива, бидејќи нема да им гласаат заедно со Левица доколку се предлагачи, за да поднесат нова, кај што нема да бидат пратениците од Левица, и сега, ако ја повлеча таа иницијатива, тогаш председателот без разлика мора да ја отвори седницата. И тука веќе јас не сум сигурен, меѓутоа штом почне таа седница може да се, значи, доколку не се гласа по таа иницијатива, дека 90 дена после немаат право. Но тука председателот на собранието најдобро не сум ги гледал тие баш деловнички. А доколку не ја повлечат? Очекувате да се изгласа недоверба? Па не очекувам, бидејќи навистина, ако веќе луѓето си стојат на зборот тоа што си го кажале, а верувам дека до толку секој, и денеска јас сум тука тоа што го зборувам, стојам позади тоа, јавниот искажан збор, никој не е од денес за утре и колку и да е некогаш и кратка меморијата, сепак некои работи не можат да така лесно да се менуваат. И во таа ситуација веќе е најавено дека доколку се заедно со пратеници од Левица, дека не може што и да е предлогот, дека не можат заедно да предложат нешто истото тоа да го гласаат. Така да јас не очекувам утре со оваа иницијатива да има 61 кои што ќе гласаат за недоверба на владата. Господин Ранчиловиќ, ако се вратиме малку наназад на претходните избори, на претходното гласање, можеме да се сетиме дека вие и уште неколкумина ваши колеги гласавте за уставните промени, па се случува и промени внатре во ВМРО, ДПМН. Очекувате ли и сега пратениците, иако веќе имаме изјава од страна на одредени пратеници на Алијансата дека не се согласуваат со својата партија, очекувате ли народните избраници да почнат конечно да размислуваат за тоа што е добро и за граѓаните, а не само за својата партија, бидејќи ќе се согласиме, генералната слика е дека сите функционираат по партиска наредба. Тоа беше еден своевиден преседан. Така, добро, тоа се обидувам и цело време да го кажам. Друг е контекстот на тогашното гласање за уставните промени и сега. Бидејќи навистина тогаш интегритетот на пратениците, на дел од пратениците, меѓу кои бев и јас, значи да постапиме така како што мислиме дека е исправно за државата, а не заради некој личен, интерес. Често
поаѓам и од себе. Да не влегов јас у таа приказна, сигурно ќе бев таму некој, не знам, и веројатно немаше да биде проблем ни дали ќе бидам пратеник или нема да бидам пратеник за позициите и слично. Доколку беше лично прашањето и личниот интерес. Но контекстот е друг. Тогаш беше во прашање иднината на државата. Заглавени во многу процеси, меѓуетнички конфликти постојано, кои што можеа во секој момент да излезат од контрола. И сега, доколку се смени оваа власт, не можат работите да излезат од контрола на надворешен план? На надворешен план сигурно. На надворешен план сигурно, бидејќи познати се, мислам, и програмите, изјавите и начинот на кој што да кажеме, како гледаат на работиве, мислам, некој прикриено, колку се залага, друг отворено е против и слично. Но на внатрешен план се уште за жал. Иначе немаше ова да го спомнам, бидејќи да имаше на некој начин доволно време да се изгради систем, да се изгради таа поголема доверба и мислам дека без разлика, еве, ќе се смени на внатрешен план, ќе останеше иста таа, па можам да ја кажам навистина една релаксирана состојба во поглед на меѓуетничките односи. Но сметам дека се уште не е доволно направен доволен период каде што нема одредени центри, истите тие центри кои што постојано потикнуваа меѓуетнички тензии и со тоа на некој начин владеа, да нема повторно да се обидат да направат такво нешто. Така да, од сите аспекти, на внатрешен и на надворешен план, било каква промена да се случи, навистина ќе биде лошо за државата, но работава е што пак се навраќаме на истото. И да се случи, нема известност. Никој од нив, од актериве, значи не излезе да каже да, имаме да формираме влада. За разлика од сите предходни избори, кога имало некакви предвидувања, овој пат се сите во грч. И граѓани, и бизнис, заедница, и се буквално во грч во овој период, што никој не знае. Проблемот е што никој, за жал, се уште во Македонија многу малци луѓе гледаат, да кажеме, неколку чекори понапред. Сите гледаат само буквално пред себе и во случајов често тоа знае и да биде осудено од дел од јавноста. И она што јас често идам во Босна, патувам во Босна и таму премиерот Заев е еден од, не еден, него е најпопуларен политичар во светот. Тоа сигурно и со 100% го тврдам и може без разлика и да се провери ако се отиде. И во муабетот, значи, тука е она што нив видов за што се работи. Нив им фали, значи, некој политичар што ќе гледа повише чекори напред, долгорочно. И ние во моментов, освен актуелниот премиер Заев, немаме друг политичар кој што гледа неколку чекори напред. Вклучително, значи, еве и оваа ситуација каде што имаш, како да ја наречам, политика ден за ден или не знам како да ја наречам, за тоа што не можете вие да се впуштите во сценарио во која ќе ја дестабилизирате државата, а да немате при тоа да имате да им кажете на граѓаните да, тоа ќе се случува понатаму. Тоа ќе го направиме. Ние сме заедно, веруваме во ова и сите оние мани што ги има актуелната власт. Значи, мислам, нормално е, меѓутоа има и многу ситуации кај што можеше многу подобро да се менаџираат процесите. Но, значи, треба да го понудите тоа и тогаш да се види сериозноста, предвидливоста за тоа што никому не му треба, не знам, идење у магла. Кога сме кај коалициите и господинот Зијадин Села даваше некои изјави во јавност, во кој што можам да кажам изјави дека левица нема толкава сила и затоа е за негово ред да биде во коалиција. Ја подценува ли Села, левица го подценуваат ли Димитар Апасиев? Па он гледа да релативизира заради неговото гласачко тело, иако е свесен дека не е тоа така и ја подценува, но го гледа од својот аспект и тука за да нема турбуленции кај нив. Меѓутоа, факт е дека левица се наметна, дека на некој начин, кога си во опозиција, најлесно е да ловиш политички поени. Они убаво тој дел го користат, значи прво идеа дали младиве на некој начин ги привлекува пар дел од работничката класа, па сега отидоа буквално не левица, не десница, него и мислам со крајно некој си националистички, па да не кажам и дури
полоши видувања на состојбите во државата, но тоа левица го прави по мене доста таргетирано и привлекува гласачко тело. И во случајов, ако се случи можност, да кажеме, како едно сценаријата да се формира влада во која што левица нема да биде по, така, да кажеме, барање на албанците, но и на она што им одговара на левица, они буквално ќе продолжат со истата реторика, ќе нанесуваат штета и на државата, меѓутоа и на тие кои да се, вклучително ако се со ВМРО и со Алијанса, и на нивното гласачко тело, така да левица во целава ситуација, со оглед на тоа дека воопшто до сега не покажа капацитет или нешто дека се грижи за иднината на државата, она само ќе гледа да билда поени на незадоволство од граѓаните, актуелно незадоволство од одредени политики и процеси. Господин Рамчиловиќ, вие доаѓате од бошњачката заедница, пред малку ги споменавме меѓуетничките односи. Оваа влада дојде на начело на државата со еден концепт наречен едно општество за сите. Прво тоа да ве прашам, сметате ли дека е успешен овој концепт кој го постави СДСМ? Па за разлика од претходно како се одвиваа процесите, сега можам да кажам дека, значи, да, може да се оцени како успешен. Бидејќи ние имавме и порано некои работи не зависеа од структурите кои ја водат власта, туку имаше одредени од Охридскиот рамковен договор, одредени работи кои што мораа да поминат да се изгласаат. И од тој аспект за помалку бројните заедници, значи имаше многу работи кои што стоја на хартија, меѓутоа не беа имплементирани и буквално не се чувствуваше придобивка од тие. Почнаа да се имплементираат. Но од тогаш, значи, буквално веќе почна имплементацијата на многу, но некои работи дополнително се направија, така да од таа страна успешен концепт. И добро е што и другата страна, често јас истото го реагирав многу пати, дека од тој аспект Охридскиот рамковен договор се реализира таму само за делот кај што е битен за албанците. Меѓутоа, тоа веќе последниве години и тоа се смени, значи, во сите аспекти, во поглед и на потребата на јазикот, образованието на мајчиниот јазик, во делот околу културата и слично, инвестициите во средини кај што живеат помалку бројните заедници. Па дури веќе последниве години се чувствува и зголемување и тоа што е најголем проблем околу правичната застапеност во администрацијата на помалку бројните заедници. Можеби, ајде да кажеме, тоа е резултат дека веќе и албанците дојдоа на она ниво некое кое што е веќе, ако гледаме според Охридскиот рамковен договор, тука некаде со процентот во населението, можеби и тоа малце има влијание да веќе и кај помалку бројните заедници се почувствува како придобивка. Така да од таа страна е позитивно и буквално треба да се продолжи во таа насока и понатаму, но јас сум оптимист и верувам дека премиерот Заев ќе, како што и веќе од вчера е донесена и одлука и од него прифатено тоа да оставката биде одложена за овој период, додека токму заради сите тие процеси кои се важни за државата да се изменаџираат, и верувам дека тоа така ќе продолжи. Па кога ќе помине тоа, да бидам и тука оптимист дека и средината на декември дека конечно ќе се случи тој исчекор, така да од таа страна веќе кога тие работи ќе поминат, ќе се стабилизираат, веќе понатаму мислам дека ќе биде поизвестно. Заев има поддршката од бошњачката заедница. Заев има целосно поддршката од бошњачката заедница и во случајов има две регистрирани партии бошњачки и двете се во коалиција, иако едната од нив настапи самостојно на изборите, кое што, да кажеме, една од причините и за резултативе се сите тие раситнувања на коалицијата, но освен тие партии, многу поголем капацитет СДСМ имат директно во СДСМ од бошњачката заедница, буквално во сите структури. И од таа страна јас исто така дадов максимална поддршка во сите тие процеси за изборите и најголем дел од бошњаците ја поддржа СДСМ и на овие избори. Бошњачкиот демократски сојуз кој што настапи самостојно зема еден советник и нешто повеќе од 2000 гласови, што е навистина, ако се земе бројот на бошњаците и гласачите, е навистина мал дел, така да без оглед што генералните политики се со СДСМ во глобала, сепак најголем дел од бошњаците
не ја поддржаа таа партија, туку остана и гласа за кандидатите од СДСМ, вклучително и тоа дека има многу повеќе советници кои што се бошњаци на листиве што беа дури и избрани, дали што знам сега ако набројувам тука има во Газибаба, во Студеничани, во Велес и во многу општини, значи и Скопски и други кај што живеат бошњациве, значи многу повеќе се вклучени во тие процеси отколку да кажеме како поединци или политички партии директно. Што е пак уште еден аспект на она што го промовира СДСМ за еднаквост и едно општество за сите. Господин Зекир Рамчаловиќ, имаме уште многу прашања, да, меѓутоа јас ќе морам уште нешто кратко, кога веќе ги спомнавме бошњаците, че се чувствувам чисто должен кон својата заедница. Најголем број од бошњаците се по потекло од Санџак, од Србија и Црна Гора. Јас во неделата бев на еден погреб на подпредседателот на Собранието на Република Србија, Муамер Зукорлич, кој е академик и еден од најзначајните, да кажам, бошњаци кои функционираа во последниот период, последниве години, кој што направи многу процеси и промени позитивни за бошњачкиот народ во тој дел, меѓутоа повеќе пати ја посети и Македонија. И од таа страна само сакам чисто да, бидејќи тоа помина некако во македонската јавност воопшто не се спомна, сакав да искористам приликата чисто да изразам едно сочувство кон воопшто кон сите бошњаци, бидејќи навистина сите го чувствуваме како голема загуба. На 51 година, буквално во најдобрите години кај што придонесуваше пред се за државата Србија, но и за бошњачкиот народ во целина. Ви благодарам и може би го узурпирав овој дел, но се чувствував должен да го споменам. Ви благодарам што одвоивте време да дојдете во денешниот утрински брифинг. За крај ќе кажам со оглед на тоа дека топката е сега во ваши раце, кај народните избраници, очекувајте периодов малку почесто да добивате телефонски повици од новинарите. Јас секогаш сум отворен, дури и овој период, значи тоа што е, мислам, вистината, нема што да се некој да се крие и треба секој нормално и медиумите си ја вршат работата. Така и на граѓаните им треба малку разјаснување за целата оваа неизвестност. Ви благодарам за поканата секој време.